Во оваа епизода имаме два јубилеја. 10 години RPM и 100 епизоди. Време е за конфети. Не, време е за уште едни конфети. Јеј! Дечки, не можам да ви опишам колку е тешко да снимиш конзистентно, постојано 100 епизоди една по друга и всушност колку сум среќен што во истава година правиме 10 години јубилеен роден ден и 100 снимени епизоди. Не 100 снимени епизоди на YouTube каналот, туку 100 снимени епизоди од категоријата Возиме. На YouTube каналот има многу повеќе епизоди, сите тие можете ги погледнете тука, но кејф ми е што во оваа епизода јубилејна, дупла јубилејна епизода, можам да ви го представам нашиот нов револуционер Фроги, Porsche Cayenne од 2005 година, мојот нов револуционер. Чест ми е бидејќи во оваа епизода сакам да постигнам неколку работи. Тоа е прво бидејќи со волку многу снимени видеа, со волку многу години дојдовме до стадиум каде што можеме да снимаме многу поинтересни возила, поуникатни, спортски, луксузни, нешто слично како што е Фроги. Знам дека сакате многу понови години и всушност сето тоа можете да го гледате наскоро, бидејќи имаме неколку интересни возила, а и претходно имаме такви интересни, уникатни возила кои што само кај нас можете да ги погледнете. Всушност, благодарение на вас, ние успеваме тоа да го направиме и затоа колку повеќе не има, толку повеќе интересни возила вакви. Добро, ова е моето лично возило, ама се трудиме да најдеме што е можно поинтересни возила на тест. А сега ќе го представам Фроги. Приказната за Фроги започнува многу поодамна, барав многу подолг период. Намерно го барав овој модел, бидејќи искрено да бидам, кога искочи за прв пат оваа генерација, односно првата генерација на Cayenne, која што е револуционерна за Porsche, бидејќи допира до еден нов сегмент на купувачи, ја спасуваат компанијата и тралалала, сето тоа го знаете. Искрено не ми беше нешто вау дизајнот, но како течат годините, како тече периодот, така некако овој дизајн, оваа прва генерација на Cayenne искрено ми е една од најубавите, бидејќи најмногу потсетува, особено тука напред, на Porsche 911. Но добива толку голема популарност оваа генерација во последниве неколку години, што е исклучително многу тешко да го најдеш овој модел. И сега да се вратам на мојата потрага, барам долг период, една шанса пропуштена, друга шанса пропуштена и излегува овој модел. Излегува кај моите пријатели од Автобанда Плюс, кои што секој пат ќе ви ги пофалам и ќе ви кажувам едни убави зборови за нив и ќе ви ги препорачувам да отидете кај нив, бидејќи имаат многу искрени автомобили, имаат многу искрен пристап, имаат многу квалитетни модели кои што можете да ги видите. Фроги станува збор за 2005 година, 3200 кубика, да можев и подобро, да можев и поново и сето тоа, сите тие муабети ги знам, но јас го барав конкретно ова. Зошто го барав 3200 кубика моторот бензин нормално? Бидејќи сакам возило кој што ќе го возам секој ден. Не сакам да имам високоспортски луксузен мотор кој што ќе биде многу тежок за поправки, ќе биде многу тежок за одржување, ми треба нешто квалитетно, издржливо и по сите форуми, по сите текстови, по сите искуства, по сите другари мајстори што ги имам, што прашав, овој мотор беше тој. Сега правиме транзиција за да видиме други работи од Фроги. 3200 кубика, што значи дека произведуваат 250 конски сили. Да, вака на хартија звучат дека се многу, но бидејќи е тежок, не е нешто премногу брз како за Porsche. Брз е, но не е премногу брз, но има многу богата опрема. Ова што Автобанда ми го понуди е стварно убав примерок, сочуван, со добра опрема, одлична опрема. Односно, 20-инчни тркала, овие бандажи се во дополнителна опрема и се фантастични. Греачи на седишта, навигација имаме овие издуви, 4 издуви реални, што да ретко се гледа денес. Се во дополнителна опрема за да изгледат уште помасивно, уште поспортски. Хром пакет, имаме кровни носачи, не е панорама, но имаме сончево кровче што е супер и сето ова е многу скапа. Да, имаме и Bose озвучување со навигацијата, да имаме и што многу други додатоци, но колку вкупно чини, тоа ќе го дознаеме со Карли.
Благодарение на Карли кој што го препорачувам во речиси сите нови епизоди, бидејќи ние сме бренд амбасадори на Карли во Македонија и со промокодот RPMMK10 имате 10% попуст на вашиот нов Карли. Но оно што можам преку Карли да го дознам, покрај откривање на реалната километража, број на шасија, да видам дали е нешто претходно правено со него околу сервиси, да диагностицирам било какви проблеми, грешки да бришам, преку смарт механик да видам и како да ги поправам тие грешки, но исто така со Карли можем и да открием многу скриени работи околу нашиот автомобил. Но со Карли исто така она што успеав да го видам е цената, односно преку некои други сајтови преку Карли можев да видам која е реалната цена која што била купена, кој што бил купен Фроги. 100 и кусур илјади евра пред скоро 20 години, јас сега го купив за 10.000 евра. Тоа значи дека стварно има многу добра опрема, многу добри квалитетни материјали, стварно сето тоа се чувствува, но исто така она што се чувствува кога седнете зад воланот на Фроги е како да сте во 911, многу удобна 911, бидејќи гледам сите исти облини како 911, воланот, инструментаблите, дури седиштето, иако е SUV, огромен е и преку воздушната суспензија, можам да го кревам на 5 различни нива, да, во целата оваа опрема имаме 5 воздушна суспензија со комфорт, нормал и спорт, различни режими на возење, сепак е високо возило, а јас се чувствам како да возам нешто спортско. Дури седиштата се толку убави држат, сврсто како фотели се, не е да ве грчат, туку се чувствувате стварно многу удобно. Вау, не дека е моја, ама стварно оваа генерација на Cayenne ми е една од најубавите, бидејќи тука се чувствам многу убаво. Сепак го купив за да возам многу километри со него и тука можам да проаѓам. А сега да ги видиме другите работи кои што се околу практично. Свичо прави транзиција сега. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сенки и никој пат нема да имате проблем со сонцето. Две големи рачки за држање кои што ниту крцкат, нема пластики, тука се е кожа. 1, 2 различни остави под наслонот за раката, тука 2 остави за шишиња и туку уште една остава кој што ќе бројам како остава иако е пепелара. Сега одиме да ги видиме другите работи, фича. Тука е стварно многу удобно. Од кога го купив, прв пат седнувам тука, мислам прв пат, кога го пробав нормално дека седнав и тука, но се немам се уште возено позади, нормално беќе си го купив да се возам. Но седиштава се стварно многу убави и удобни. Имаме еден простор тука позади кој што вака закосан под седиштата, имате убаво простор, нозете вака да ги испружите да се чувствувате удобно, мислам гледате дека има простор за нозете, исто така и за главата. Стварно многу убаво, иако има скоро 20 години седиштава се стварно сочувани. Јас сум изненаден од квалитетот на Фроги од оваа година. Тука имаме пепелари, ја ќе кажем уште една остава за користење. Ќебенциња нормално за сите да се чувствуваат удобно. Тука имаме не така висок тунел, широк е да, но кој ќе седне некој, мислам дека ќе има простор. Не е баш, а може да се стават горе, може да се стават и од страна и да се возат тројца патници тука убаво и комотно, сепак Фроги огромен, мислам. Тука имаме една остава која што огромна, ова е за шишиња, што е супер. Тука имаме ова е пепелар, мислам за цигари, мислам дека е USB, не знам ни што претерувам, 2005 година. Ова е наслон за раката што е супер, мазен, ретко се случува сега да е вака мазен, обично имаме дупки и тука имаме едно копче за уште една остава. А сега да го видиме багажникот и другите работи од Фроги што остана пред да возиме. Знаете дека прва кола ми ова што не знам колкав багажен капацитет има багажникот. Еве го тука, од кога ќе го прочитам на интернет, но она што ме фасцинираше кај Фроги е што можете да си го отворите само стаклениот дел и од тука си буричката си земете кеси и торби што да ви треба, што е кул да не го отвараш цел багаж, бидејќи вратава е претешка, а мене плюс амортизерите ми се расипани и затоа имам план Б. Ова е автоматско отварање и затварање на вратата. Тинг! Одно се затвара. Океј, доста со моите шали. Плински уред. Не знам дали ви спомнав до сега. Фроги има плински уред. Дали сте за или против, ќе ми пишете во коментар. Јас се уште се мислам дали да го извадам или да го оставам. Но, ајде си се вратам на моите практични елементи. Куки за качалки. За качалки немам. За качалки немам, имам куки метални кои што се стварно многу практични. Мислам, слушате колку се тоа
квалитетни. Тука имаме резервно тркало, компресор за воздушната суспензија, кука, имам оригинална кука, супер. И нормално некои алатчиња, но она што ми се свиѓа бидејќи нема закачалки, тука од страна, од двете страни имам големи остави, што мене тука ме цел сет за козметика, бидејќи имам поише шампони за фроги отколку што имам за мене. И да, багажников, иако имам плински уред, сепак е огромен. Уље и антифриз што останале кога сум правил сервис, не дека му требаат. И сега затворам оваа завеса и продолжуваме со останатите работи. Иначе има soft close. Фича транзиција. Само уште еден детал пред да почнам да возам, а тоа е името. Фроги. Го крстив така бидејќи во фаровите оваа генерација на Porsche Cayenne толку многу ми изгледа на жаба. Ниту Тајка, ниту новиот Макан, ниту Тесла, никој од нив не ми изгледа толку многу на жаба како што е оваа генерација на Cayenne. Затоа ова е Фроги, а сега одиме се возиме. И сега конечно дојдов зад воланот на Фроги. Искрен да бидам, никој пат не сум бил некој преголем фан на SUV возила да се возат секојдневно, особено во градскиот метеж, во градските средини, бидејќи едноставно сметам дека волкаво возило треба биде или фамилиарно или да се вози за на офроуд. Да, Фроги има погон на сите 4 тркала, можам да го затварам редукторот онака како што мене ми одговара, во зависност од на кој терен сум. Исто така воздушната суспензија тука ми помага за висински да го нивелирам. Сето тоа функционира, сето тоа е одлично. Но ете, се менуваат работите. Фроги па е идеална комбинација од одличен офроудер до одлично фамилиарно возило и до одлично спортско возило, премиум спортско возило. Не би го рекол толку многу спортско бидејќи не е така брз, брз е, да, ама не е така брз како што очекуваме од Porsche 911, но окей, ви кажав, си тежи, има многу други работи кои што се во тој контекст зошто не е толку брз. Нормално малку постар мотор, постар менувач, тука е 6-степен автоматски менувач кој што работи безпрекорно луѓе, значи толку нежно си ги менува брзините, толку е убаво, пријатно возењето, значи стварно е еден убав крузер, јас така би го нарекол. Брод огромен е, но вака. Со Фроги, освен тоа што сакав да се пофалам за 100-та епизода, 10 години јубилеј, дека си купив едно ново премиум возило, ново за мене, и има и нешто плюс, мисла, не е само да се пофалам, туку да ви го представам, бидејќи е интересно, уникатно возилото, но исто така и да ви кажам дека вреди да инвестирате во еден ваков проект, бидејќи пред се Фроги е можеби најдобрата, за мене најдобрата генерација на Cayenne, иако е прва и толку многу нови генерации излегува со многу повеќе технологија, сметам дека многу подобро управува од сите други Cayenne. Буквално како ќе го насочите со воланот, така управува. Она што ви го кажав за возачката седечката воопшто положба било каде, дека е многу пријатна. Тука најмногу ја чувствам, што е многу нормално, нели? Бидејќи уживам. Прво, седиштава се прекомотни. Второ, воздушната суспензија дополнително помага и е стварно како на облачиње да се возите, многу пријатно и не чувствам никакво клатење кога го занесувам во кривина, без разлика на брзината. Значи толку е многу цврст, толку многу добра контрола имам над него. Јас сум фасциниран. Јас се заљубив. Ја си дадов сам на себе некои 6 месеци до година дена да се заљубам во него. Јас се заљубив уште во првиот момент кога почнав посериозно да го возам и стварно ќе ми биде мака ако некој пат треба да се одвам од него. Сега, јас ви благодарам бидејќи стварно 100 епизоди, дај Боже да се 100 години. 100 епизоди, 10 години јубилеј не е мала работа, особено за мене не е мала работа, каде што Арпим го започнавме пред се нешто како хоби, да дојде до нешто волку многу сериозно, да почнеме да возиме автомобили кои што никој немал прилика да ги вози не само во Македонија, туку и многу пошироко, да имаме толку многу пречки од одредени импортери,
да кажуваат дека не сакаат да бидеме толку многу искрени, а јас се трудам секој пат да ви го представам возилото онака како што е и како што треба да го знаете, бидејќи сето она не донесе за ние да бидеме најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија, да возиме такви автомобили кај нас и да, едноставно да им докажем и на сите импортери дека искреноста не е страшна работа. Има уште нешто плюс, освен тоа што ќе се пофалам, си купив Porsche старо 20 години и тралала, не. Со Фроги започнаме на еден нов серијал плюс, каде што сакам едноставно да видите и вие што значи да имаш Porsche во поглед на одржување, во поглед на трошоци, колку троши во истото време, што се имам да средувам по него као половно возило, бидејќи има, пример, сувозачкиот прозор сајлат отиде, не работи. Имаше уште неколку други работи кои што беа проблематични и моравме да ги средуваме и тука ќе ви кажам еден од клучните пријатели кој што не е реклама, стварно сакам искрено да ги пофалам и да ви ги предложам. Тоа е Autodoc Premium, моите пријатели, докторот на Фроги, каде што тие се грижат за него буквално. Се што правевме, мислам, не се, започнавме на едно место. Вака, се што правиме, ќе гледате во новиот серијал, бидејќи именувавме бензински пумпи, скапо кошташе, на крај искочека не е тоа. Свекички, голем сервис, мал сервис, треба карданската гума да се смени, очигледно треба прозорот да се среди, навигацијата која што е фабрички и радиото тоа им е проблематични, тука не работи. У моментов немам клима и затоа се потам толку многу, мора да отворам прозор. Централно сменивме, треба едниот прозор да го, односно едниот ретровизор да го смениме, таму можеби приметивте едното седиште малку под кинато, тоест не под киното, под извлечено, треба тоа да се досреди, да се полира, керамичка заштита и уште многу други елементи кои што ќе ви кажам со точна цена колку коштале, каде можете поевтино да пројдете, дали се исплаќа нешто поскапо да платите, така да следете не, направете subscribe и ви благодарам многу на сите вас за целова подршка, за целова трпение. Знам дека е подолга епизода, но ете, сакам малце поискрено да биде и да се дружиме многу повеќе и со Фроги. Многу работи не кажав за Фроги, ама многу работи ќе бидат кажани во новите епизоди, така да следете не и ќе дознаете многу повеќе за Фроги и за целова приказна. Чао!